почнеме. Многу ми е драго и што дојде, ама ти секогаш блескаш за време на дочиците за Нова година, бидејќи ти му даваш печати на градот со својата музика, така да каде и да си секогаш патот те носи во Скопје. Па добре ни дојде, особено добре дојде во студиово на Хоризонт Елма. Добро ве најдов, Тина, ти благодарам многу што ме покани да бидам гостинка кај тебе. Нова година ми е Скопје, секако. И ова како ме најави, некако ме подсетува на она што Бебо стално ми го кажува. Бебо, дојди да ни почне Нова година. Токму така, некако особено радио бар е местото каде што ти е втора адреса на живење. Никогаш беше професионално, сега ми личи некако апсолутно можеш таму да живееш и супер да ти биде. Кога ќе ги погледнам насловите на миксовите што сум ги објавувала на мојот Mixcloud, например има Радио бар Home, Радио бар дома. Јас Радио бар го чувствувам како дом, музички и радиски, затоа што Радио бар имаше приказната ќе си ја раскаже тој што треба да си ја раскаже кога ќе ти биде гостин. Меѓутоа да, темата беше и радио и бар и музика, се некако споено и некако... Да, и нешто подосна веќе го проговориме за тоа 40 години, нели, миксање, дружење заедно со Зија, со Бебо и така натаму. Ама како што секогаш бива ред, особено за овие можеби понови генерации, ајде да им дадеме една слика, да те портретираме како што е ред, да почнеме од почеток. Од секогаш музиката била твоја определба, имам таков печаток, ама мислеше ли дека воопшто ќе ти биде професија, да бидеш и радиоводител и диџеј? Не. Единствено што знаев е дека сакам музика, дека сакам да пуштам музика, да слушам музика и да биде нешто врзано со уметност. Немав појма јас каква уметност. За цртање не ме бива. Си мислев дека знам дека камера ме влече, ма какви не. И никогаш во принцип не ме влечела ни една друга уметност како таква да посакам, да посегнам, да се занимавам со истата, освен на ниво убаво ми е, ајде да пробам да нацртам нешто, меѓутоа пишувањето, мене ме влече и пишување, и музиката ми се, нема да кажам обсесија, меѓутоа јас од бебе сум со музика. Израсната сум со музика. Каква музика најчесто се слушаше во твојот дом? Во мојот дом се слушаше секаква музика, меѓутоа бидејќи и сестра ми и јас одевме во музичко училиште, класична музика беше некако како добар ден. Се слушаше и традиционална народна музика, значи да исклучиме народна, традиционална, да не мешаме со она што сега се смета за некаква... Со хибридиве од сега, така. Се слушаше секогаш квалитетна музика и јас од мало дете, секогаш кога слушав радио, сакав да снимам песните што ми се допаѓаат, па ќе притиснам снимање, па ќе ми пуштат джингл, па ќе се изедам жива. И некако од кога знам за себе и со другарките мои во основно училиште, си правиме забави по дома роденденски, кој ќе пушта музика? Јас. Некако природно си идеше тоа, јас да пуштам музика. Демек јас свирам клавир, одам во музичко, па ајде ти пуштај музика. И некако просто низ животов таа музика стана моја професија. Мислам дека стана и она што е музиката, стана тие музиката всушност доби твој печат, така да се испреплетоа тие две нешта. Ти имаш веќе долга кариера, со оглед на тоа што може би више и повеќе од 30 години, ја не знам времето како си лета. Така, ти така се чини дека се 2 години поминати, ама кога ќе се свртиш се 5, да речеме. Твоите почетоци интересно за радиото, тој микрофон кој што има посебна магија, кој работел во радио знае. Иако телевизијата некако изгледа како доминантна кралица, но кој седнал во радиото не можел веќе да го напушти тој микрофон. Ти многу сакаше да слушаш, предпоставам радио, ма ние сме генерација кога
се што беше врзано за топ листи, новитети, се одеше преку радиото. Така е. Како беше на Radio Kill? Video Kill the Radio Star. Но никако не е баш така, бидејќи радиото и понатаму си наоѓа пат и незамисливо е нели да не се слуша радио. Ти започнуваш со слушање на Радио Уно, култното, кое што беше неверојатно градско радио, па еве како ти се случи од слушање да заседнеш во Класик FM? Уште кога бев тинејџерка, значи средна школа, слушав Радио Уно и ги слушав Џони и Марти. Џон Антонио со кој што работев 21 година емисија заедно на Сити Радио, и Марти Ивановски, авторот на Light Jazz. Јас секогаш кога ги слушав нив, кога ја слушав таа емисија, си ги замислував изгледите на тие луѓе. Како ли изгледа овој човек со волк убав глас? Ме галеше неговиот глас и ден денес ме гали. Кога ќе го слушна Марти, ме потсеќа на тоа убаво едно време кога музиката на радио беше најдоброто нешто, значи прозорец кон светот ми беше. Јас бев од оние досадни деца на радио што се јавуваат и што си бараат музички желби. И јас се јавував на Радио Уно, често пати ќе се погодеше Џон Антонио да е на смена во тој момент. И онда се чини дека има и тематски денови, значи еден ден. Така има. Кој беше твојот ден? Леле, јас Light Jazz дефинитивно кога беше Џони на смена, јас препознавав. Ја препознавав музиката. Дека е тој што ми се свиѓа. Не знам јас кој е и не знам што значи. Што значи тоа некој да ти пушта. Немав представа, не ни размислував за тоа. Меѓутоа ќе се јавев и ќе си кажев дека сакам да ми пуштат не знам што. И во едно такво јавување, Џони крена телефон, добар ден, и дали сега некоја листа одеше, превземена листа на Радио Уно, која почнуваше да речеме во 4 попладне. А јас се јавувам да речеме во 15 до 4, не размислувам дали има листа, нема листа, не знам. Добар ден, дали може да ми пуштите 2 песни? Кој бе, девојче, 2 песни? Девојче. Јас викам, сакам The Sweetest Taboo од Шаде и Just the Two of Us, Грувер Вашингтон Джуниор. И шта ама од другата страна? Ма девојче, колку години имаш ти? 15. Од кај ја знаеш ти оваа музика? Не слушаш New Kids on the Block? Не слушам. Не New Kids. И буквално тоа беше Џони, значи тоа бил Џони. За после неколку години, само после 3 години од тој разговор, јас започнам да работам на Класик FM и тогаш немавме интернет, рекламите ги носевме физички на касета. Некако патот беше повеќе пешки. Така е. Ама и многу енергија се вложуваше и тука може би доаѓаше тоа задоволство и страст. Веројатно, затоа што копаш, бараш. Се инвестира енергија и труд во нешто што се прави. И јас на Класик FM почнав да работам и Џони дојде во Класик FM за некоја реклама. Дали да се земе, дали да се донесе. И како што се зборувавме нешто и ми вика, бе, многу ми е гласов твој познат, вика, ти да не си слушала Радио Уно и да не си се јавувала на радио. Викам, отров, бе, викам, и не да се јавував, него вечето ви се јавував да си бара музички желби. Леле ми вика, па ти си онаа малата Јулијана. Значи, Џони го запамтил мојот глас, толку често се јавував да немаше промашај. Па и тоа е на некој начин, како кажам, сигнал дека твојот глас всушност ќе даде печат. Значи ти како фан си оставила печатна фреквенција. Веројатно. Што е многу важно да речеме за радио. За Џони беше веројатно тоа многу важно, каква музика јас бирав на таа возраст да слушам. За разлика од нашите генерации, тогаш не, значи јас слушав малку поинаква музика. Меѓутоа и сестра ми е музичар и незината екипа постара. Јас покрај нив сум растела некако со таа музика, мислам, фанк и диско и се уште фанк, диско и сол ми се омилени жанрови. Па фанкот важи за нешто што го прогласија, ми се чини за
во правците. Сега ќе ти кажам зошто е тоа така. Кога учев на факултетот за менаџмент во медиуми во Нови Сад, имав продукција на звук, она што мене ме интересира, и се сеќавам на едно предавање. Јас бев најстар студент таму, пошто другите беа млади студенти, ама јас конечно си најдов што сакам да студирам заправо, и се сеќавам дека правевме муабет која е музиката која што е најприродна за човечкото тело. Значи, најприродната музика за човечкото тело е музика која што во битови е од 65 до 95. Од 65 до 95 битови е срцевата работа. Значи, фанкот во принцип е музика која што се прави помеѓу 80 и 95-6 битови. Значи, од прилика може и помалку, може и повеќе, меѓутоа тоа е фанк. И викаат дека на фанк музика, односно на тие BPM-ови, немаш ти потреба од било каков стимуланс за да те крене додатно, затоа што музиката работи во ритамот на твоето срце и дека нашето срце се прилагодува. Значи, ако е тој ритам близок до срцевиот ритам, ако е малку побрзо, ако моето срце на пример чука во минута 72 пати, а музиката е на 75 BPM-ови, моето срце ќе се појача на 75, го следи тој ритам, затоа што е тоа нормално. Значи, нема ништо ненормално или чудно. Музиката кореспондира со работата на нашиот организам. И затоа, веројатно, таа музика, јас се уште уживам да започнам, како да кажам, да започнам со таа помала BPM-ажа која што е кореспондира со нашето тело. Секако подоста повеќе ќе посветиме време на ова, со оглед на информацијава што излезе од тебе. Како му е на срцето кога слушаш шум тебе во однос на биологија, медицински ритам, од што му се случува, тахикардија? Веројатно, обидувајќи се, не може на срцето, предпоставувам, ова е мое лаичко размислување, меѓутоа јас имам деца тинејџери, па знам што се слуша, како се слуша. Не може срцето да ти кореспондира со музика која што не е природна пред се. Значи, нема ништо природно. Ти за да му дадеш на твојот организам некој ритам кој што одговара на сето ова што е денеска шунд и кич, ти мора да се стимулираш. И едноставно ти го стимулираш организмот со некој алкохол, да речеме, за да му биде попријатно, за да се поднавикне. Или дали истото важи за рев? Па не, тоа може да важи. Може да важи заради тоа што, за жал, луѓето музиката, ревовите конкретно, например, ги поврзуваат само со дроги или со алкохол, со било каков стимуланс. Мене најубавите журки во животов ми биле кога сум морала, например, да пијам антибиотик. Се сеќам Лудовик Лорка, Бебо и Вишко беа во Турција, јас им пишував пораки, леле, не знаете колку е убаво, и пиев антибиотици, не пиев ни алкохол, значи пиев сок таа вечер. Се прекршив од играње. Ме подсети, ја имам одличен провод со 8 чаши вода. Апсолутно, секогаш. Мислам дека атмосферата и музиката знае да биде такав двигател, да, дури и лек. Апсолутно. Понекогаш човек и греши кога ни дава прво шанса на музиката. Може би она трема, да се подготвиш, некакви психолошки стравови и немири кои што ти доаѓаат кога ќе настапиш во некој клуб, да се опуштиш. Понекогаш знаеш и да се препуштиш на нешто и да го пропуштиш моментот на она што музиката знае да биде лек. Кога зборуваме за музика како лек, бидејќи во таа насока некако тргнува со срцето, звучи феноменално, потврдува дека неретко се случува музиката да се дава и како терапија. Не секаква музика, но вистинскиот лек е
колку и да звучи, само тоа зборат, класичната музика особено се препорачува за луѓе кои што се во кома, кои што им треба рехабилитација, а музиката знае да биде антидепресив и да лечат било каква анксиозност. Да. Дури се тврди дека луѓето кои што изгледаат Јуле помлади 10 години, всушност тоа е резултат што и се радуваат на музиката која што си ја слушаат, пеат, играат и апсолутно го чуваат детето во себе. Музикотерапија постои од кога постои музика. Значи музиката е лек. И сметам дека слушањето на музика од стомак, уште од кога сме во стомак, е многу битно. Јас кога бев трудна со ќерка ми, бидејќи знаевме дека ќе биде девојче и знаевме дека ќе се вика Софија, така синот Вања реши дека ќе се вика Софија, јас стално ја пуштав Не виткај се совче, македонска традиционална песна. Не виткај се совче ни е хит по дома, заради тоа што е Софија. И како не изреагирава прв пат кога ја слушна вон твојата утроба, така да кажем? Кога ја запозна оно што го слушал? Двете мои деца многу реагираат на музика. Двете мои деца многу реагираат на музика, со тоа што Софија помалку од Вања, затоа што делува како да е незаинтересирана, ама сите тројца сме со слушалки дома. Значи секој во својот ќош со својата музика. Така да сакав да дали ја препозна кога ја слушна прв пат онака. Не можам да знам бидејќи нон-стоп бевме со музика. И нон-стоп се пушташе музика. Таа ни е хит секогаш и кога сакаме да јас лично кога сакам некако да ми биде Македонија во срцето, Не виткај се совче и уште 2-3 така народни што јас многу си ги сакам, ќе си ги пуштам и децата ми гледаат мама шта ти е. Ајде сега да се навратиме пак на твојот пат. Ме интересира со оглед на тоа дека си студент, многу сакаш музика, а си незаборавна. Дури и сега си таква. Мислам дека човек кој ќе те запознае Јула, оставаш автентична, си печат, твојата енергија е посебна и човек не те заборава некако глас. Тоа му се случило на Џони. Класик FM, за да започнеш тогаш, да ти дадат микрофон, имаше ли некакви процедури, бидејќи веднаш со никакви процедури. Ти рекој еве, седне може. Сестра ми почна да работи прва, значи студентки бевме и сестра ми и јас. Сестра ми почна да работи и ми рече, Јуля, ајде да држиме по пола смена, додека сме студентки, да заработуваме за џепарец. Тоа беше темата. И бидејќи она веќе работеше, значи веќе знаеше нешто таму што треба да се знае. Јас имав ватрено крштење. Дојдов, сестра ми покажа што е што, изволте. Така беше мојот почеток. Па тебе сепак од тие пишано е пат, тоа го зборувавме пред да почнеме вака официјално пред камера. Морав да се едноставно, а јас секогаш ме влечела техника да си чепкам по тие дугменца, иако ме плаши, морам да признам, меѓутоа некако и си го читав името и презимето, напишано, најава се, и ден денес сакам сите мои најави кои што ги подготвувам за на радио да ми бидат напишани. Јас сакам да импровизирам, уживам да импровизирам, меѓутоа листот мора да ми е тука, затоа што мозокот може да застане во секоја секунда и просто да заборави што си сакал да кажеш. А кога е во подлога и музика, тогаш мене ме вози таа музика едноставно и се препуштам. И тогаш импровизирам многу и така да тоа со тек на време и понатака емисиите ми се комплетно се напишани, цел текст го имам спремен, меѓутоа јас пред да снимам, јас се подготвувам со вежбање, со читање, со слушање музика, за да се олабавам, за да влезам во флоу, што би се рекло. Флоуто по кое што се позната со години, колку се веќе, Јуле, 30? Groove Relation. Сега каже го, баш насловот ти, мислам дека некако веднаш ќе се префрлиме на фреквенцијата на сите радио. Groove Relation се случи
одма кога се отвори радиото, значи веднаш 2002 октомври месец. И знам дека Џони инсистирал да работи со Јулијана. Значи немаше презиме, Јулијана. Заради тоа што се најдовме музички, многу се најдовме. Јас секогаш одев Џони кај што пушташе музика и јас уживав во таа музика и се сеќавам тогаш како да ни се вика емисијата, како да ни се вика Бебо, како да ни се вика емисијата. Нормално Бебо е кум на многу мои емисии. Бебо, како да се вика од тебе и од Џони емисија, Groove Relation? Вие сте двајцата во релација со грувот. И едноставно така се случи. И така настана Groove Relation. Особено сум горда на таа емисија. Горда сум на секој проект што сум го работела. Меѓутоа, со Groove Relation некако израснав и се искристализирав во мојот вкус, во она што пуштам како диџеј. Едноставно Groove Relation ми стана синоним за 21 година секој ден на етерот. Но е интересно што кој тебе те познава и некако си, мада тоа нели моди на жените повеќе работи одеднаш, но ти си препознатлива по тоа што ти си паралелно и радиоводител и диџеј се одеднаш. Нешто што е можеби многу типично за она супериорна америчка прича на радио домаќин и хост. Да. А ти некако тоа е твојот белек. Па еве ти одлучуваше да речеме нели водиш емисија и ти одлучуваш која музика и полека раката оди онаму каде што се создава твојата нова професија. Не знам како тоа почна да преминува едно во друго. Диџеингот и и радиоводителството. Јас се уште не се нарекувам диџеј, се уште некако не се нарекувам сама. Јас сум љубител на убава музика или како да кажем, некој што сака да пушта убава музика. Не дека не сум диџеј, ама не се нарекувам. Се уште се држам до тоа дека јас сум... Кој те видел на сет, мислам, сега... Така е. Се уште се држам до тоа дека јас сум радиоводител, водител на радио. Некако тоа со тоа започнав, меѓутоа со тек на време мене диџеингот ме привлекуваше на ниво дај да си пуштам ја што сакам. Значи, кеф да си правам. И така и почна. Јас и ден денес кеф на себе си правам кога пуштам музика. Затоа што и кога ја купувам таа музика, ја прво гледам како делува на мене. Дали таа музика мене ме следи ритмот на твоето срце. Така е. Едноставно така премина тоа. И кога сега би сакала да се некако да се ставам во некоја групација, радиски диџеј сум повеќе отколку што сум клубски диџеј. Поинтимен сум, како да кажам, поинтимен е тој радискиот диџејски звук, заради тоа што сум имала и журки во големи клубови каде што... Ми се чини дека Радио Антена имаше со кој диџеј светски на твојот принцип, нели, диџеј кој што беше радио хост и тоа беше... Имаше многу такви. Постојат се уште такви диџеи, меѓутоа со своји сетови. Тие диџеи не се радиоводи, тие се диџеи, па повремено ќе кажат нешто што слушаме и како слушаме. Кај мене е обратно. Значи, јас прво оној говорниот дел го размислувам, а музиката, затоа што, например, во Groove Relation, Џони беше човекот кој што ја бираше музиката. И секако таа музика и јас би Како интересно, заедно работите, ти пак сега некако фан, како колега му кажеш, сакам да ме пуштите тоа. Значи, имав и такви моменти, да. Историјата се повторува, многу интересно, судбинска приказна, кога нели универзумот испраќа луѓе кои што ти ја даваат насоката, која што не изгреши Јуле што ја прифати. Ти се чини дека кога ќе му одобриш на универзумот, ќе го послушаш и нема нели go with the flow. Какво што е нели твојата работа и твојата душа, тогаш сите работи се отвараат, се местат, се подесуваат онака без многу напор, иако тоа е многу работа. Така е.
некако се мести и знаеш како, пред неколку дена имав разговор со ќерка ми. Што сака она да биде кога ќе порасне, она си има своји цели, си зацртала што сака и како сака, и сега како и секое дете, поентата е парите. Кај имало најмногу пари? Викам, љубов моја, пари има најмногу во она што ќе го одбереш да го работиш и што те исполнува, па некаде после 20-25 години тогаш има најмногу пари. Па кој ќе толико да чека, ми вика. Па викам, мораш да ги пројдеш сите фази на тоа што си го одбрала да го работиш, за да станеш експерт. И кога ќе станеш експерт, по тоа, што и да е, тогаш се тие вистинските пари, ќе ги наречеме. Сега, јас од мој аспект, јас сум малку поинаква, што би рекла една моја другарка, ти си малку исчашена по тоа прашање. Материјалниот свет мене толку никогаш не ми бил на значење, да, не сум му давала толку значење на тоа материјалното, повеќе на духовното, колку мене тоа ме исполнува. Јас покрај тоа што го работам, што се знае јавно што работам, јас предавам и англиски онлайн на корејци, така да е... На корејци? Да. Леле Ѓуле на Северно Корејци. Не, тие немаат интернет, така разбрав. Нема значи, што мене нема. сето тоа ме влече. Се ме влече каде што можам да зборувам, да делам, да ширам видици. И кога јас од другата страна ќе слушнам благодарност, како сум им помогнала со мојот начин да они нешто направат на некој состанок на англиски, или пак кога ја гледам публиката кој што ми вика фала, во Нови Сад имав запознавање со еден мој фан кој што ми викаше дај ми руке, викам зошто? Јас пуштав музика, да их љубим. Така ми викаше. Сакам да кажам дека тоа чувство е незаменливо. Значи, на страна материјалното, што треба да се постигне, живееме во материјален свет, меѓутоа, она што мирот на крајот од денот е сепак прајслес. Тоа Била дека нема цена. она што го работиш и го сакаш, го работиш оно што го сакаш, престанува да биде работи, тоа е точно. И никогаш доста можеш да издржиш како коња, всушност ти ништо не издржуваш, бидејќи тоа е твојата природа, се оно што сакаш и ти практично добиваш енергија од она што го правиш. Апсолутно. Повратно. Апсолутно. Многу е важно што ние сме генерација што можеби ќе бидеме последна генерација која што одела пешки за нешто, последна генерација која што се журкала без мобилни телефони, живеела без интернет и некако ние сме една генерација, особено нашава, која што преживеа милиарда промени, особено на територија на која што сме. Значи, по распадот на Југославија, до Југославија имаше една посебна интересна авангарда, типична за Југославија. Ние не бевме класичниот комунизам, социјализам и така како југовичи беа шетани, дотерани, еротика не беше страна работа, филмска индустрија апсолутно музичка, значи авангарда по секој основ. Така. Најнаш ние сме таа генерација, ети што доживеавме свич, значи пупу ништо не важи, па почнавме од поново. Па, нели, оние сценарија кои што нема да ги зборуваме сега, но секако дадоа поинаков белек на се што почна. Се појавија 90-тите, се појави електронската музика, што е одлично во светски рамки, ама се појави и нели, турбофолкот како реакција, отпор на тоа што на крајот на денот имаше многу ембарга. Па секогаш србите имаат еден инат пркос кој што тоа беше одговор. Значи многу работи се случија, така да ние сме генерација која што од микрофон, физичко присуство, наеднаш го прифаќаме интернетот и денеска ги учиме и ги користиме сите оние алатки на новото време. Па еве како изгледаше моментот кога ти сега више и онлайн, сега е можноста ти живееш веќе 20 години во Нови Сад, апсолутно ти има во етерот на сите радио се уште таму, ваму, насекаде. Како изгледаше тој премен, како ти го доживеа?
Јас имам среќа да сум многу влюбеник во технологија нова и во се што е ново. И секогаш се ново ми било интересно да го проучувам како тоа ново може мене да ми помогне, да бидам подобра. Интернетот се појави во мојот живот во 98 година, кога се роди внука ми Матеја. Првата мејл адреса, бидејќи внука ми се вика Матеја, ми беше Матеја 98, годината на раѓањето и низиното име @yahoo.com. Се сеќавам тоа Мирцот. Сето тоа, меѓутоа таа адреса беше прва, значи во 98. Кога зет ми објаснуваше што е тоа интернет, јас викам, сакаш да кажеш дека сега јас ако го прашам овој интернет нешто, он ќе ми даде одговор. Да бе, ми вика, знае. На тоа ниво како сега да го објас, како нам предвесник на ај. Буквално. Се уште сум фан на гуглање. Не дека вештачката интелигенција не ја користам, иако избегнувам ја користам како алатка кога нешто сакам да постигнам повеќе, ајде така да кажам, повеќе, да биде посериозен некој пристап, па да видам да не сум промашила нешто. Меѓутоа, јас и ден денес уживам да ги пишувам текстовите, што ги спремам, и се што правам, и понатака ги користам ресурсите Google-ај. Сакам, уживам во новата технологија и ја користам како алатка, секоја технологија. Кога отидов да живеам во Нови Сад, се сеќавам тогаш беше, па како се емисијата, бе не се секирајте, викам, знам како ќе ја правам емисијата. Јас нема да сум физички тука, емисијата ќе биде. Да, какви реакции имаше, бидејќи види и местото, позицијата оставаме печат. Но самиот простор, нека тоа и канцеларија, ева и обично, некако се врзуваш за местото, микрофонот е твој, да. И наеднаш се сваќаш дека ти не само што ќе треба да го напуштиш тој простор каде што работиш тоа што сакаш, тука ја напушташ и земјата која што сакаш, и сега да речеме во радио колку беа они отворени, скептични, што ти прво физички им заменуваш? Па, јас се сеќавам дека дојдов на еден состанок тогаш кога кажав дека ќе се селам во Нови Сад и кажав, вие ништо да не се секирате, емисијата си останува. Како? Абе, што се секирате? Јас знам како ќе остане емисијата. Јас секако тие емисии со Џони ги подготвував. Јас секоја сабајле добивав од Џони листа, што ќе пуштаме денес. Јас на основа на таа листа си ги подготвував текстовите. Значи јас од сабајле си ги спремав емисиите. На почетокот одеа од 4 до 6 попладне, па од 5 до 7, па понатака веќе се поместуваше емисијата за на крај да заврши со терминот од 8 до 10. Значи јас сум го имала цел ден предходно да ја подготвам. Се уште од 8 до 10? Сега веќе не оди таа емисија, заврши таа, готово. Кога... Пред 2 години заврши. Точно 21 година одеше на радио и тогаш заврши. Меѓутоа, сакам да кажам дека јас сите тие години и кога физички бев присутна, јас емисијата, односно листата ја добивав од сабајле, докај пладне некаде. Џони како ќе подготви, ќе ми прати на мејл и јас едноставно се подготвував. Истото го правам и во Нови Сад, или го правев. Или го правам се уште за подготовката на моите емисии. Јас ја имам листата, или сум го направила веќе миксот и сега доаѓа на ред текстот. Јас имам време да го направам, да го напишам тој текст, да го проверам дали е секако што треба, да се навежбам. Интересно тоа е негде пред 20 години. Да. А замисли тогаш да им речеше, Јула, например, да им речеше како ќе има емисија, ќе има исто како што во корона ќе има. Буквално. Тоа е практично. Ама јас сум, ми се чини првата. Не се првата, тоа сакам да кажам. Првата сум од овде што тоа го направи и некако отворив пати на колегите тука што се. После ми се чини Петар така. Многу луѓе и Петар така е. Многу луѓе кои што и тука
остана си работат и понатака, го открија тоа дека можеш дома да си имаш микрофон ваков кондензаторски, да си ставиш вакви табли за јајца, да не ги наречам, ама сунгери, да си направиш ќоше во домот, од каде што ќе можеш истото да го правиш. Истото, идентично. Не е во живо, да. Меѓутоа, затоа имаш прилика да не сгрешиш. Јас, например, кога снимам нешто, можам 10 пати да снимам, дури не бидам задоволна од тоа како сум го кажала или како сум го снимила. Така да, и пред 20 години исто беше. Значи, јас микрофон, студио си направив дома, ќоше во кое што ќе можам да си работам. И денеска исто така си. Тоа ми е интересно што 20 години, значи пред короната, така е. Ти си подготвена за периодот од корона. Јас се сеќавам дека после короната со мојот фан, што ти го спомнав пред малку, се дружиме, станавме пријатели многу добри и бевме излезени еднаш заедно и нешто зборуваме на тема работа онлайн. Јас викам, хе, од кога се доселив? Па вика, ти си измислила, изгледа тоа. Па викам, изгледа, да. Викам, изгледа, да. Така да мене тоа не ми е ништо ново што моравме да останеме дома, идеме да работиме од уживање. Ем сум си со децата, ем си имам ручек. Значи, јас сум мултитаскер голем. Ајде, како беше да влезеш во Сите радио? Па имаш ли така, бидејќи се добива Јулев печаток, знаеш како нашава земја, некако се добива печаток, особено во последно време, што оние, како викаат, оние што треба негде да се несетие, што не треба се, и како особено да пречи моментот што секој некако како да си дозволи да го работи она за кое што како има подготовка, бидејќи гласот е се, говорот е се. Не знам колку е битна бојата на гласот, колку што е битна дикцијата, да е разговетно, истовремено шармантно, мокно, така да не е исто и кога водиш утринска, кога водиш ноќна, кога водиш било што. Апсолутно. Јас како водев и утрински емисии на Ајден радио. И тука ќе дојме да значи, да, сакам да ти кажам дека гласот е голема моќ. Јас го освестив мојот глас пред 5 години. Значи, во короната го освестив дека јас имам убав глас. Иако мене ми зборувале, леле, каков глас имаш, не го доживував воопшто. Тоа е јас. Како што се моеве. Најчесто не си го сакаме својот глас. Луѓето не си се сакаат ни себе си, па да не едеме понатака, значи поготово кога ќе се слушнеме прв пат снимено, па како тоа те плаши. Луѓето себе си не си се сакаат, па до гласот дур стигнеме, хе. Меѓутоа јас многу работев на себе за да го откријам тоа што ме плашило мене во мојот глас. Не ме плашило, не сум го прифаќала како убав, сум го прифаќала како дел од мене. Тоа сум јас, ништо посебно. Сега, кога работев утринска програма, например на Ајден од 6 до 8, се знае како треба на утринска да звучиш. А мојот глас едноставно е создаден да биде попладне, навечер, смирувачки. Меѓутоа, таа енергија на тие години тогаш исто така беше поинаква. И едноставно музиката кога ме вози и јас поинаку реагирам. Меѓутоа, со тек на време секако си одев со термините нагоре, додека не си дојдов до термин кој што прилега и на мојот глас и на она што го работам. Бидејќи спомна дикција, разговетност, разбирливост, веројатно ќе дојдеме и до тоа. Јас сега имам емисија на англиски јазик. Сватив дека кога почнав да работам емисија на српски јазик пред скоро 8 години се веќе, меѓутоа повеќе не постои таа емисија. Зборуваме за искорак. Да, за искорак. Мене ми беше голем шок кога се слушнав на српски. Преголем шок. Иако јас секој ден зборувам српски таму, со сите, при што сега е веќе многу дискутабилно дали може да погодат од кај сум. Не можат. На почетокот бев од Врање, од Ниш, Како напредуваше, од југот идеше према север, тачно до Нови Сад. Буквално така. И сега веќе не можат. Сакам да кажам дека моето соочување
на мене со себе на српски беше страшно, страшно. Се виткав дома вака, стомак ме болеше, не можам да снимам. Грозно звучам. Не сум тоа јас. И тоа соочување ми помогна за сега, кога пред една недела ја почнав новата емисија на англиски. Како се вика таа нова? My Musical Horizons на Mixcloud и на мој. Хоризонт Илма. Па ете, значи се е некако врзано. Минатата недела почна таа емисија, го одбрав и датумот да биде зимска рамнодневница 21 декември. Слушана? Па со оглед на тоа дека вчера ја пушти втората, многу сум задоволна и од коментарите и од тоа како котира на тие листи на Mixcloud. Сега и Mixcloud тебе се појавија простор, ќе го кажам. Простор е, да. Да, простор каде што апсолутно веќе нема потреба од било што. Тебе буквално целата планета веќе те слуша. Така Никогаш само беше за домашната публика, интернетот направи чудо да ти сега имаш можност да се покажеш и докажеш на 7-8 милиарди луѓе. Сега кога зборуваме за тоа, и Groove Relation ја аплоудувавме на Mixcloud. И таа емисија имаше слушаност на Mixcloud на македонски. Тие што слушаат, ја слушаат музиката во принцип, не разбираат што сум зборела. Тие некои што слушале од некаде. Меѓутоа сватив дека ако направам нешто такво на англиски, дека ќе има можност тие да разберат, значи не само затоа што емисијата е музичка и емисијата зборува за музика. И поентата е да ме разбереш што повеќе. Дали се служуваш дека нешто што е добро, неретко тоа не се случувало еве и со италијанска програма, си воопшто не мора да го знаеш јазикот. Не. Повторно сменија енергија. Мислам дека ако имаш нешто, го имаш тоа, ти ќе испратиш порака и ќе те слушаат и ќе го сакаат твоето присуство. Како што и за животот. Тоа ми беше целта на муабетот. Сега се соочив со српскиот, кој што ми беше страшен. Меѓутоа, работев со лекторка феноменална. И толку научив веќе да се изразувам во духот на српскиот јазик. Јас секогаш кога ќе го пратев текстот, кога ќе ми го вратеше текстот, во зависност од тоа како сум била расположена, такви биле и грешките. Не само падежи, зборам и за комплетна конструкција на реченици. И ќе ми напише од страна, овде си размишljала на македонски јазик, овде си размишljала на енглеском и така ми редеше. И точно некако и работата со незе ми помогна и за македонскиот, зашто јас паралелно имав емисија и тука. Ми помогна да размислувам малку повеќе за тоа, тие што ќе ме слушнат да ме разберат. И сега на англиски кога го започнав ова, не ми беше толку страшно, иако повторно соочувањето беше леле, како да не сум јас. И после тоа ми текна, не, Јулијано го поминува пред 5-6 години. Може би имаме некоја одговорна трема. Веројатно, сакаме перфекција, а перфекција не постои осим кај боговите. Секогаш за првото тоа како го викаат ватрено крштење или кај тебе во Србија. Првото велат нема како беше нема шанса за втор печаток. Ама ако ќе размислиш првото да, ама од аспект не тоа колку што ти нешто си кажала, него каков печат енергетски ќе оставиш. Така е. Мислам дека тоа е клучно, бидејќи никогаш првото не било совршено, ни последното не може да биде совршено. Се уште тврдам дека такво совршенство ние луѓето не можеме да постигнеме затоа што не сме богови пред се. Тоа е нашата совршена сушност, тенденцијата кон совршеното. Значи, и јас бев престрога према себе најмногу и си ги наоѓав грешките, например во српскиот јазик. Не слушам тоа што е убаво, него слушам кај сум акцентирала погрешно. А сега немаш ли впечаток дека постои некаква си ношалантност, не само кај нас, туку и во Србија? Да. Па сега немаме воопшто перфекционисти, дури немаме ни луѓе со трема, дури што повеќе имаме некоја, па ќе дозволам да речам, извитоперена горделивост, која што е
низ некоја пропаганда, не знам зашто е најверојатно тенденциозно во светски поглед дека се што правам јас, тоа е моето, тоа е мој белек и јас се што мислам дека треба да направам, ќе направам. Да. И некако тоа се е убаво, се е добро, некако направи да далеку сме од она што е добро. Знаеш како, на луѓето ќе им даеш забава ефтина и луѓето се забавуваат, не размислуваат за тоа дали тој таму, што би рекле во Србија, збори завичајски или збори невкусно пред се. Не гледам телевизија одамна, меѓутоа следам се што се случува и јас сум шокирана од тоа колку невкус се пласира на телевизија. На радио не толку, не сум слушнала толку на радио, меѓутоа на телевизија колку се пласира невкус во однос на говор, во однос на тоа. Ноншалантни сме. На интернет, на YouTube. Да. Ние сме дел од подкаст, но она пошто се разликуваат генерално подкастите од овие простори и оние надвори, ако таму има хаварија, сам дека подкастите отворија Пандорината кутија и сега имаш се нешто. Се нешто и секој може да биде власник на свој подкаст. Но загрижувачки е кога ќе видиш дека домакинот има елементарно непознавање од она што е живот. Елементарно. Имаме ликови кои што се сами по себе интересни во смисла на тоа што се не ти се верува дека постојат такви ликови. Да. Слушаме нешто што воопшто не е интересно, туку едноставно како реалити шоута кои што започнаа некогаш во Британија, Велики брат, овде на балканскиот простор се изјавловија до тој степен што сега тоа ескалира како жива материја, се претвара во нешто друго и сега го достигнува својот врв, климакс на подкасти, на кој што неретко сме сведоци ние. Некој, како да кажам, не е тоа веќе ни невкус, тоа е како, па не знам, Рамбо Амадеус секогаш го цитирам, вели на интернетот секој веќе може се нешто да биде, да каже. Ама така е, од кога имаме паметни телефони, сите сме доктори, професори, епидемиолози, се што треба сме. Критичари. Така е. И просто повторна е тина до нас, до нашата свест. Значи, до твојата и мојата свест е како ти и јас ќе го водиме овој разговор. Исто така и за сите тие што имаат своји некакви подкасти, е до нивната свест и до нивните гости. Мине синоќа ми прати кратка снимка од некој подкаст, не морам да го кажам името, тука локален е, од Македонија е. Мене ми беше срам тоа да го гледам. Отсуството на срам. На срам. Ева имаме погрешен пристап и кон срамот. Например, најчесто срам е да се срамиш да направиш нешто, во смисла да си стутка. Не. Срамот доаѓа од тоа што, како беше во Србија велат она што со што паметниот се срами, будалата се перчи. Така да. И ние тоа го имаме, ние имаме сега, мислам дека така и се привлече публика. Така и се привлекува публика. Телевизиите, да, светот кој што бара поинаков стимул, така да научи нешто, да се препознае себе си, да се отргне од екраните како публика, а се привлече со содржината логично публика која што го сака оно што се гледа. Тина, И сега пак, знаеш зашто го зборам ова? И ова најверојатно нема да биде интересен подкаст, нели? Затоа што сигурно нема да ја постигне гледаност ако ти сега не ми кажеш некоја баналност, не изгледаш банално е правиот збор и ќе ти речат па сега тоа продава, што немаш ти да речеме така е. 3 милиони прегледи. Но понекогаш и монструозното и грдото знае да привлече внимание. Сите се вртат и по тоа. Така е. Но не значи дека е вистински избор. Меѓутоа, ти на пак ќе дојдам до она дека ние дома,
како ќе се научиме дома, од дома како ќе научиме, така ќе одиме во животот. Јас сега за себе ова што го кажуваш, она од што будалата, со што будалата се гордее, паметниот се срами, моите деца, јас го земам, јас само можам за моето искуство да зборувам, не можам за туѓи искуства, меѓутоа моето искуство со тоа како сум растена јас и со каква музика сум растена јас, ме доведе до ова кај што сум сега. И јас сега точно знам да направам разлика помеѓу она што сакам да одам да го слушам или да го гледам, или да пуштам на телевизор или да гледам, или на YouTube или на подкаст да слушам, или да гледам, sejedno. Можам да направам споредба со тоа на што се изложени децата сега, сегашните деца, тенејџери, моите деца. Моите деца дома се учени на добра музика. Да не се лажеме, ако нешто е добро во мојот дом, музиката е 100% добра. И моите деца ќе излезат и ќе се забавуваат со својата екипа. Меѓутоа, они ќе отидат на она што скоро никој од таа екипа нема да отиде. Нема да го слушне, затоа што тоа им е... А тоа е ефтиното што се продава, да биде што поинтересен, го спомнавме надвор тој популарниот Десингерица, или што има еден диџеј некој светски што ги торти што им фрла. Десингерица феноменот е што воопште не се става акцент на музиката кај него. Нема тука музика. Он и на таа карта оди. Така е. Он оди на карта да биде до толку, се изразам, културно бизарен, а не е ни бизарен. Не знам ни дали е вулгарен, колку што е одвратно е зборот. И публиката е интересно што никогаш не е возрастна и зрела. Нормално. Оформена. Нормално. Сега, дали тука системот, дали, значи, некогаш постоја стандарди. Така е. Значи, еве во таа Југославија кај што имаше едноумие, можевме да уживаме во авангарда, се пробиваа градниците по Оливер Мандич 80 дојде од Лондон и беше Дейвид Боуи се штикли, албумот кој што е нешто што до ден денес не е надминато, тој некако еве во војната се изобличи и самиот погрешни избори, музички дури не наликуваше веќе на себе. Како и да е, сакам да кажам, тоа време беше прогресивно, ние така сега имаме регресија. Не знам ни дали. Не знам како да кажам. Која е диагнозата? Срцето како може да чука на таков звук, на постоење? Знаеш како може ги носи масата луѓето, што ќе им дадеш, тоа ќе слушаат. А кога имаш ти една поголема маса на луѓе, слушаат, гледаат, sejedno. Кога имаш една поголема маса на луѓе, на која што им се допаѓа тоа, затоа што и дома кај нив се гледа таква телевизија, се слуша таква музика, не е проблем. Односно, не се внимава воопшто, не се ни дава значење на тоа што гледаме и што слушаме. Битно е да дрнда нешто на радио, да дрнда нешто на телевизија. Имав прилика, сум имала прилика да влегувам во куќи каде што децата се изложени на Пинк, тоа и на таа водителката што е исклучително популарна затоа што е ненормална. Таа Јована, не знам како се... Како беше Садија 605 на мом Ролексу. Значи... Тоа е во психологијата најверојатно привлечно и нешто што е абсурдно. Ама она е абсурд сама по себе, па ја обожаваат. Двуглав ќе се завртиме, сите ќе се завртат. Така е. Но тоа треба да остане само на завртување, кај нас сушност оставивме средината да не воспитува. Така е. Не знам дали сме свесни, значи ова за Балканот, дека сушност кај нас сега не годуваме на она што е со вековна вредност. Па ако таа музика класична се препорачува кога мозокот и телото ти е во кома, нели некој се замислил дека тоа те облагородува душата и ја прави сензитивна на фини нешта, на високи фреквенции, на некако звук, туку како на постоење, а сушност немерките носат нискиве фреквенции.
Ама знаеш како и во Исто и читањето книги, ние некако тоа не постои. Тие фреквенции или вибрации во зависност од тоа на каква фреквенција сме ние лично наштелувани. Значи ако живееме вибрација и фреквенција на среќа, радост, убавина, споделување, да сакаме нешто, ние ќе зрачиме тоа. Меѓутоа овде на Балканов, за жал, иако не е само на Балканот, ова се лични мои увиди низ последниве 5-6 години колку што се занимавам со себе на тоа ниво, на тоа духовно ниво, со себе и можам да се бавам, не можам јас да се бавам со други луѓе. Кога сами со себе ќе се позанимаваме, со себе и со своите стравови, своите вибрации, што емитувам јас. Сега надвор се сретнав со толку бивши колеги од оваа телевизија, и сите ми викаат, ама не си се сменила. Мојата фреквенција е таа, јас вибрирам на таа фреквенција. За жал на Балканов, а и за жал нема да сгрешам ако кажам, барем по она што читам, 85% од светов е на таа ниска вибрација. Ниска вибрација, социјалните медиуми, така јас секој се почнам да го викам она дрво на спознание, од кое што рекле не зимај. Најверојатно тоа е символиката, немам друго, но се во умереноста, контролата. Ти кога имаш солидна база, тебе интернетот не ти е непријател, ти точно знаеш да избереш оно што треба. Така е. Но сега им текна малку подоцна, прво ги навлековме, па сега ќе ги одвикнуваме, дека токму испуштија генерација кои што ја изгубија емпатијата и кој што сушност овде има се нешто што ги воспитува децата и кој што не можеш да имаш контрола, апсолутно е невозможно. И сега ќе воведуваат забрани. Дали е тоа Австралија, размислува и Данска, дрн, но некако не оди. Не можеш веќе да им го одземеш тоа што си им го дал на изволте. Не можеш, не постои сега начин, мислам евентуално Северна Кореја е начинот да се угаси се и да почнеме од нула. Меѓутоа ќе се изгубиме како човештво, затоа што нашата свест, човечката свест не е мрдната подалеку, ми се чини, од свеста на човекот во римско време. Да, па јас мислам дека и робовладетелско општество не завршило, туку има нови форми. Само нови форми. Ние сме технолошки напредни, цивилизацијски технолошки сме напреди. Па тука еве добро што го спомна тоа, човековата природа некако не се менува. Со овој напредок, нели, ако ја слушаме Дарвиновата теорија дека нели работата го исправи мајмунот, го направи човек, зошто нашиот и технолошки и типот на работа, значи веќе не береме плодови, значи далеко од тоа, многу вештини се стекна, ама некако не еволуиравме од аспект на тоа да имаме разбирање за друг, да немаме љубомора, да не бидеме патолошки, горделиви, грамзиви и така натаму. Значи тоа си остана на како што се истото ниво. На истото ниво. Значи нас не треба можеби духовна промена. Духовна промена, значи сигурна сум дека духовната промена е единствена која што може да не спаси како човештво. Следам различни теми, баш заради таа духовност. Знаеш, луѓето духовноста ја врзуваат со религијата, што пак нема врска со Бога или со религија или со Библија или со книга. Значи, тоа е во нас, Бог е во мене или не е. Или не знам што. Ајде да го наречеме душа. Душа, ете, јас да речем... Полесно да биде да ти е убаво на душата. Да ти е убаво на душата. Како рекле рани душа да те слуша, и ние некако останавме на храна, на јадењето, а всушност постои многу убава храна за душата. Од читање, класична музика, театар, ликовна уметност, значи сите тела можеш да им дадеш една убава фреквенција. Така. А ние на тоа се рековме не. Просто ќе дадам пример. Пред неколку години, веројатно и тоа беше пред 5 години, короната кога беше, секаква литература читав, меѓу другото ја читав и Quo Vadis од Хенрик Сиенкевиќ. Што се читала? Сакам да кажам, кога ќе ја прочиташ таа книга и кога ќе аплицираш сето тоа на денешно време, што имаме идентично е. Историјата се повторува. Свеста на луѓето не е сменета.
Сменета е технологијата. Сменети се алатките како да владееме со глупавиов народ глупавиов. Да, дајте им леби колачи. Не, јас мислам дека пропагандата всушност, ама ова е веќе глобално. Така е. Еве, сега може без оние кои што не следат, но затоа јас сметам дека подкастот може би треба да има таква насока. Всушност, вашето присуство како гости не треба да се доживее пластично, да ќе зборуваме за тоа кај сме, што работиме, но од гостите кои што седнуваат во Хоризонт Илма, всушност треба да бидат нели инспирација и да дадат патоказ дека не е ништо изгубено, напротив, дека ти можеш да го избереш оној традиционален, досаден пат, а всушност да ти донесе многу бенефит, да бидеш среќен, да вибрираш на убава фреквенција. Кога зборуваме за пропаганда, значи таа се менува, ние сме деца на 80-тите, ако видиш и типот на музиката, прво не постоеше толку сексуализација, да се разбереме. Не знам зашто слободата се врзува околу промискуитетноста, тоа исто е банално, но тоа е стратегија. Тоа нема врска веќе со нашава влада, српскава влада, тоа е пропагандата. И ние сме генерација кои што научаа дека нема ништо поубаво од тоа да се не најдеш љубовта на својот живот. Да. Така беше се за љубов, романтичен пристап. Романтичен. И никако наубрзано почна да оде и сега се е сексуализација, брзи пари, затоа твоите деца ќе сакам пари веднаш, сега одма. Јас сум најубав, најпаметен, јас морам да бидам тоа. Да. И сега имаме пак друг проблем, ние не бевме анксиозни, тоа тврдам. Така е. Немавме време од игра и од занесување, не многу се занесувавме и филозофиравме. Ама сега некако толку се стави неверојатно акцент на материјалното, Јулена, што сега душичкава јадна, ало, тропа, помош, ништо не ја храни таа душа. И на крајот на денот се доаѓаш, викаш нешто ми фали, не сум добро. Додека дојдеме до таа лекција, додека дојдеме до таа свест дека прво душата треба да си ја нахраниме, а после желудникот, треба многу да се изоди пат, да се размислува многу, ама склони сме баш заради технолошкиот напредок да се земаме готово, да не ни промислуваме што земаме како готов производ, да не ни размислуваме. Не одам во детали од типот да прочитаме се што пишува на декларацијата, него дали ова мене ме чини среќна ако си купам чевли, не се едно. Значи размислуваме за материјалните работи, воопшто не негувајќи си ја душата. И кога разговарам со мои пријатели на општите теми, каде живееме, како живееме, колку е сменет светот, светот не е сменет. Сменета е технологијата, зашто луѓето и понатака со свеста се на она ниво. Дај само да се спасиме, да преживееме. Никој со никого не разговара. Не разговараме сами со себе. Она што го спомнавме, гласот не си го сакаме. Абе себе си не се сакаме. Прво треба да научиш себе си да се сакаш, себе си да се негуваш, за да ти можеш да дадеш најдобро од себе во што и да правиш, со што и да се занимаваш. Децава сега, ова ми го кажа еден мој пријател психотерапевт, повеќето деца се со нарцисти. Повеќето деца анксиозни се веќе сите. Па кој ја познава таа патологија нарцизам, ќе знае дека нарцисот е човек кој што апсолутно има темнина, никаква љубов кон себе и страв од тоа дека он воопшто не постои однатре. Ете, а проектира нешто друго. Затоа сега генерациите нови, мене ме преплашуваат тие моменти кога ги слушам, што се следи, тоа е епидемиолошки веќе станува, значи не збориме за сипаници, па ќе се прележат, па ќе сипаница е едноставна работа. Така де па ќе имунитет, овде нема имунитет, овде не допира до таа свест затоа што е изместена свеста. Ама изместена е свеста и на многу луѓе, возрастни луѓе. Да, оние кои што најверојатно не работеле на себе, на таа самодисциплина,
самоконтрола, не знам како да го дефинирам. Тие поголем пубертет таму. Мислам дека секој кој што му требало валидација на таа карта ида и кој што се чувствувал инхибиран, најверојатно ова му бе шансата и го прелажа, еве ти го ова чоколадце кој што ти ќе бидеш најубав, најпаметен и конечно ќе имаш 1000 лајкови, кој што интересно може да се купат. Да. Јулијана, да се навратиме сега на она што е твојата кариера. Интересно е дека ти апсолутно си храбар, најверојатно човек, бидејќи не е мала работа да направиш смена на средина. И колку и да не изгледа близок јазикот, еден Нови Сад, нели, србите сме живееле во иста држава некогаш, сепак е ново. Ти нов стан да смениш на нова адреса, па како еве го доживеа Нови Сад како таков, а да не си на екзит, не го доживеш. Значи, Нови Сад е многу убав град, беше многу убав град, нема да спомнуваме по последнава година што се случува и заради што почна тоа да се случува, да градот биде тажен. Меѓутоа, Нови Сад е еден убав град каде што живеат барем 14 национални малцинства, барем 14, бидејќи во Србија ги има 34 или 36, не сум сигурна. А Војводина е мека на тие национални малцинства и најубавото во Нови Сад, зошто јас некако, мислам, веројатно и до мојата енергија и до мојата љубопитност, јас сакам луѓе, сакам да се запознавам со луѓе, сакам да разменувам енергија и сакам различни луѓе. Значи, моите пријатели во Нови Сад се од секакви национални малцинства, сите сме некои. И убавината во тоа е што таму можеш да се збориш на својот јазик без да те погледне некој онака со чудење. Иако, мора да признам, јас мислејќи дека израсната во Југославија, знам српски, мислев мене тоа лесно ќе ми биде. Меѓутоа не е лесно, колку и ти да го познаваш тој некој јазик, го познаваш во рамките на однос на менталитетот. На менталитетот ние сме небо и земја. Точно е вела дека така ќе кажам по српски, војвоđани се важат за господа. Добро, ова нема да го разберат они на македонски. Не се господа. Не се господа зошто? Затоа што они сакаат да бидат господа. Иако е различни се тие луѓе што живеат на северот од овие што живеат по-најужно. Влијанието тужнije не така е. Влијанието, ама и тужнија, ама па повесели сме, поприродни сме. Влијанието на Австро-Унгарија веројатно е тука големо, значи за тоа западно влијание. И ако тоа дава господски шмек, ајде да речеме дека се господа. Меѓутоа, доволно долго живеам таму, да сум била испровоцирана да кажам: господо, вие сте биле коњушари на австро-унгарците. Не сте биле вие господата. Вие сте биле коњушарите, да не се лажеме. Да, има разлика. На вистина, тоа ќе се види во Нови Сад, односно сега ќе збориме за Војводина. Никогаш нема да ти се случи да влезеш во продавница најобично и да ти се обрати продавачот како заедно да сте саделе пиперки. И па тоа да Австро-Унгарија неверојатно. Тоа е, значи господското е тоа, да речеме. Господскиот дел е тој дел. Значи убаво воспитани се, меѓутоа дека се разликуваме многу, не се разликуваме. Се разликуваме ние од југот затоа што поживи сме, да не се лажеме. Во Војводина, да. Во Војводина е све полако, лагано, демек полека се стигнува, да. Тоа е вистина. Меѓутоа ние имаме поинаква енергија. Интересно е, они све лагано, ама екзит, нели, она тврдината војводинска е меката и медина за она што представуваше екзит, иако се расипа калимерата, да. И сега се најавува дека ќе биде Египет, па и Македонија се спомнува. Искрено да ти кажам,
тие политики на такви големи фестивали, поготово во ова време, се многу дискутабилни. Кај ќе настапуваат, што ќе настапуваат. Екзит е настанат од една револуција, од една борба против власта. За минатата година Екзит да не застане на страната, отворено и јавно од прв момент, на оние заради кои што Екзит настанал студентите. Не застана отвор. Екзит не беа на страната на студентите, сега вака некако? Па вака некако... Или они со учи ќе расипаа калимирата? Ја расипаа калимирата заради тоа што застанаа после неколку месеци, после месец-два на студентите. Не застана како, значи, не застана вистински. Не од прва, туку го пипаа теренот. Заради тоа што си има они своја политика со власта. Како живееше Екзит веќе Екзит одамна ја го изгуби она што беше на почетокот. Одамна го изгуби тоа. Дали имаше тогаш и Ехо Фест кога се појави паралелно? Нешто така имаше, знам, да го препознавме со првото отварање. Ама сега нормално Екзит е бренд. Бренд, мислам, они станаа комерцијални повеќе. Значи, веќе тука, чим стануваш комерцијален, значи пари. Комерцијалата е пари. За да бидеш ти комерцијален на толку голем фестивал, ти мора да имаш некаков дил со властите во таа држава каде што настапуваш. И сега, што им одговарало на властите, што им одговарало на Екзит, јас не би сакала баш толку јавно. Но факт е дека таквите фестивали носат и многу пари за самата земја, затоа што тој не е локален фестивал, па доаѓаат од регионот, туку станува, они успеа да направат светска франчиза. Сега ние како земја се ококоривме, па не се најавува дека Екзит во јуни, јули би требало тука да се случи. Они имаат секогаш во последниве неколку години имаат своји Екзит настапи по околниве држави, така да не е тоа фестивал. Тоа се фестивалски денови кои што се одржуваат во Хрватска, во Македонија. Ритам на фестивалот, онака малку. Чисто да се така за да се привлечат луѓето за да дојдат на фестивалот. Кога ќе окей да бидеш комерцијален. Се е тоа супер, да не ставиш на мапата на светот дека тука доаѓаат светски звезди, дека таму сум видела звезди кои што не сум имала прилика да ги видам и сум ги интервјуирала и меѓутоа заради политичката ситуација Екзит се растури како таков, како идеја. Екзит, самото име кажува, беше излез. И символиката е во името што. И овој пат Екзит не се покажа доволно храбар како на почетокот, кога се бореле против власта, како што сега голем дел од граѓаните во Србија се борат против таа власт поради несреќата што се случи во Нови Сад. Се започна од тука. Тука. Имаш ли чувство, Јурлијана, дека тоа некако беше иницијална каписла? Се што е акумулирано. Се. Така е. Многу несреќи се случуваат, значи секојдневно. Ама како да тоа беше иницијална каписла каде што дојде точката на врење и како одеднаш кај што не очекуваш наеднаш бувнува се. Тина, и се уште трае. Јас сум секојдневно на протести. Значи, јас сум од тие што е на страна на студентите. Да се здрави и живи, ние ги мислевме тие деца дека не знаат што прават, дека не знам што, дека се изгубени, дека се... Нема цел, нема цел да сменат, а што ќе биде следното? Сега, јас сум за тоа дека ние не сме им дале шанса на тие студенти или на тие млади луѓе да покажат што знаат. Студентите во последнава година што ни покажаа? Што знаат, јас, што не сум ни родена таму, ја засакав таа земја како моја најмоја, да се борам за убавото на мојата земја. Децата покажаа како е да се пешачи километри со љубов,
со љубов. Со велосипеди. Со велосипеди па се до Страсбург. приклучија они нели кои што најчесто се намчори таксисти да помагат. Значи, јас не можам да ти опишам енергијата Тина кога сме на улица, тоа е мирно, ние не се тепаме. Ние одиме со свирчињата да не трошиме гласови, евентуално транспаренти и така натака, меѓутоа тоа се мирни протести. И она што за жал се пласира и овде во Македонија, па кога го величаат председателот на земјата во која што живеам, јас би сакала да дојде тука да им биде малку председател да ви биде, па да видат колку е добро заправо. Јас после надстрешницата, бидејќи јас често патував со воз, моите деца патуваат, јас се возам, јас работам во една зграда изградена од таа коруптивна власт. Јас работам во таква зграда. Јас гледам што се случува со како изгледа таа зграда која што нема дозвола за работа. Значи, луѓето се побунија, студентите се побунија зошто никој не е казнет, зошто никој не е процесуиран и повторно на крајот завчера кога беше, повторно се ослободени од обвинение тие што беа прво обвинети за падот на надстрешницата. Значи, живееме во таков систем, каде што јас и понатака верувам дека ако продолжиме со тој инат дека сме на улица и дека ќе ги поддржуваме, као, кога ќе ми речат, ама што ќе направат тие? Абе, дај да смениме ние, па да видиме. Па да бидеме попаметни за тие следните, да ги менјаме одма за една година. Ако гледаме дека не функционира, значи ние треба нашиот сетап да го смениме, нашиот мајндсет треба да го смениме. Повторно доаѓаме Тина до она дека ние лично мораме да го менуваме нашиот пристап, нашите патерни, ќути има и полошо. Абе, кај е она ќути има и подобро? Ние сме овде учени со ќути има и полошо. И јас сега не сакам да правам паралела помеѓу овие две земји, ама ќути има и полошо, од таму е кога ќе дојдам овде. Несреќата во Нови Сад направи голема дамка, се разбира, и за нас, затоа што и ние изгубивме наш човек таму, ама она што беше некако пострашно од смртта е што ние воопшто не знаевме дека имаме таков капацитет на човек и ние сме го изгубиле многу пред да се случи несреќата. Едноставно нашата држава од ден во ден губи исклучително интелигентни, квалитетни луѓе кои што можат многу да придонесат. Дали тоа значи дека матрицата искористи ги, во Америка ги користат, никој никого таму не сака, но носи многу бенефит. Зошто некој не сака да има бенефит од таков кадар? И сите си одите, и ти си заменен некој. Зошто не сака да има бенефит? Материјален бенефит, нели парите се таков човек ќе ти направи да ти полека. Ама таков човек е исправен човек кој што материјалното е последното нешто што го гледа. Јас читав за човекот, нашиот човек кој што погина по таа надстрешница, читав за него дека предавал на универзитетот во Штипит. Научник, така е, и дека не можел да се Васко Саздовски, така, не можел да се помири со тоа дека треба да му пише на студент шеска за да помине. Значи, не зборуваме сега за студент по медицина, па тој треба да спасува животи. Ај ќе речеш на филозофија и да ти ставиш шеска, не ти е работата да спасиш некого или да нешто придонесеш, него да филозофираш. Ајде, таа шеска не може да ми се спореди со шеската по анатомија на медицински факултет. Не може да ми се спореди, зашто утре тој треба да не лечи. Сега, зошто, бидејќи сме толку корумпирани, веројатно, нашите општества се толку корумпирани, и тие што сакаат да си го работат тоа честно, да има ефект. Значи, веројатно тој човек
сакал да постигне квалитет, а не квантитет. Ама интересно е прифатено онамо од каде што е цела држава, нели, студентарија дигната на нозе, но таму он е препознаен како научник. Да. И сега како е ова да го разберам? Пошто приказната горе долу балканска е таа корупција, мито, непрепознавање, ама имаме човек кој што од едно зло оди во средина која што апсолутно не е ни географски многу далеку. Така е. Нацијава е крената на ноза за тие причини, ама таму он е препознаен како научник. Така е. Сега ние до толку ли? Веројатно, не знам, затоа што Институтот Биосенс, каде што работел тој човек, е еден од најпознатите институти на светско ниво. Се исто, ама не е исто. Се исто, ама не е исто. И таму работат луѓе кои што се научници. Значи, ти еден научник кој што сака да креира, да создава, да направи нешто за човештвото, не можеш да го условиш, пиши му 6 на овој. Не можеш. Не треба. И повторно доаѓаме на стандарди. Така е. Принципи, нешто што стандардите само ги спуштаме, изгледа. Му создаваат верзија. Да. Дека дисциплина значи мачење. Дека стандарди значат ругање. Дека сите нели треба нежно, се треба нежно, родителство се нежно и нежно, а животот суров. Така е. Нови Сад, еве, пред револуцијава што се случува сега, важи и за место кој што барем која патува така им личи дека има убава сцена, журки, дека така интересен и магичен и еве како се снајде ти таму со твојата професија покрај тоа што си водеше, нели, Groove Relation си траеше 30 години. Да. Ама еве со сетовите диџе, како изгледа да тропнеш во таква зима, речи јас. И после да Нови ти Сад е љубим специфичен. Нови Сад е многу специфичен по тоа прашање. Прво, Нови Сад е рокерски град. И така да не можеме да направиме некое споредување со електронската сцена, например со скопската сцена. За мене Скопје секогаш бил град напреден по ноќен живот, за разлика и од Нови Сад и од други градови, како што имам слушнато, поголеми градови. Нови Сад е рокерски град, новосаѓани се тешка публика, не се опуштаат, ние сме тука хај, хо, ке не понесе убавата во музиката и они не се. На струнгарци се потоа. Така, тука се, значи го задржале тоа. Ти да покренеш таму народот да се опушти, маста треба да ти излезе од прилика. Сега, јас во Нови Сад пуштам повремено во еден клуб, затоа што тоа е единственото место ми се чини каде што публиката оди да се изнажурка. Ич не ми е гајле кој си, шо си, како си. Они идат за да играат. И затоа сакам таму да пуштам музика. И но не се навикнати и на поинаков звук од она што јас го пуштам. Ама мене таму ми се случува кога и да пуштам музика, они се шокирани. Значи ова не е техно, они што се научени и на потврд звук, или на тврдо, да рока, да мава, или на нешто што јас него ни слушам, значи или на гитаријада некоја, или на некоја тврда електроника. Јас сум soft and easy кога ќе погледнеш. Меѓутоа, сите тие пати со мојата soft and easy музика, журките биле феноменални, затоа што ти кажувам, луѓето таму каде во тој клуб конкретно доаѓаат да играат, не им е гајле апсолутно. Сега, и тоа се и помлади генерации, мене ми е интересно што во помалите градови каде што пуштам музика, таму се гладни за нешто поразлично. Сцената во Нови Сад, лично мене, барем сценава која што јас ја следам овде, не ми е никаков предизвик. Искрено ти кажувам, или сум јас многу размазена, па научена на некои повисоки стандарди, така да веројатно и затоа не се ни трудам таму многу да имам настапи. Мислам, мене ми е Скопје и немам веќе енергија за толку многу. Драго, размислуваш ли за соработка со нова радиостаница, да речеме
Groove Relations? Па искрено да ти кажам, веќе не размислувам за такво нешто. Не размислувам од аспект заради тоа што ми се чини дека сега веќе од материјален аспект никој нема да ми го понуди тоа што толку чини. Ајде да се работи на клауд, колку има бенефит, мораме за материјалното, неле, бидејќи неле. Дали бидејќи во светот тоа се пресметува, така да слушаноста тука имаш можност да те слушаат милиарди луѓе, па ти се чини ли дека тоа е таза, колку време помина? Вчера беше втората емисија. Така да, ти се чини ли дека ќе донесеш револуција ти? Да. Со оглед на тоа што ти 20 години пред короната беше технички подготвена Јас карантин. сметам за мене лично е ова револуција. Јас сега повторно го зборувам од свој аспект. Заради тоа што секако ние радиоводителите и влюбениците во убавото, материјалното сме го запоставувале во однос на тоа убавото. Романтичари бевме. Пошто романтичари. Мислам дека бевме онака блюв за материјалистите. Тоа го сметавме како ниски страсти, како примитивизам е да ти сега, што треба да заработуваш. Да, насочен да грабаш, да трупаш пари баја патак. Не беше интерес. Сега, од тој аспект сметам дека Беше да умираш од глад и да му пргаш да се. Од тој аспект мислам дека сега не постои радиостаница која што ќе ми понуди материјално компензација за да го правам тоа. Затоа што јас стварно тоа го правам од љубов. Ама не го правам за љубов веќе. Сега веќе затоа што таа музика што ја пуштам, јас ја купувам. Јас ја ценам работата на тие уметници, што една песна на Traxsource им кошта $2. Значи колку е тоа? 100 денари, не знам. Една песна и сега моите 100 денари со задоволство ги давам за тој артист нешто да заработи. Јас нема да заработам. Јас сега на клаудот, на Mixcloud, можам јас да ставам, има опција за да се претплатиш и така, можам. Апсолутно можам, меѓутоа одлучена сум да јас прво се навежбам, иако сум навежбана, 30 години вежбам, едноставно да го правам тоа така како што планирам. Имам можности за блог таму на самата платформа, а јас едно време имав и блог за музика, сама за својата љубов кон музиката. Дали YouTube визуализирано вака да направите соработка, не знам, со Бева, со Зија, па да гледаме во 3 квадрачиња, па да миксате? Не знам, не сум отишла толку далеку. Сега, например, иако сакам нова технологија, кога прочитав информација колку вештачката интелигенција серверите користат вода за ладење на тие сервери, одма вака ми се криваат цревата. Сите можни земјени ресурси ќе бидат изиздани. И просто ме плаши тоа дека ќе останеме без вода, например, на планетава, ја уништивме планетава, ама ќе слушаме музика на YouTube. Не. Дали ќе слушаме и ја, и тука има загрижувачки момент, бидејќи значи тоа е реалност. Имаме AI изведувачи, музичари кои што да речеме потпишуваат договори со куки. Тоа тука ми е малце така дури во светот на модата замена за модели, тоа дознав од Елена Рибиша Густинка, дека ако не може да најдат модел од возраст 50-60 години, е тука за тоа. е неверојатно шармантно во твојот дух на фанк, джез, преработува и македонски народни песни. Феноменалност прави, јас тоа го имам слушнато. Значи, тоа е една феноменалност, совршеност техничка, така ќе ја наречам. Нема љубов бе тука.
И толку. Значи јас застанувам. Јас сакам да кажам дека јас пред 3 дена на истава тема со пријателите во Нови Сад разговаравме, пошто разговаравме со ChatGPT како да добиеме лото, рече не, тоа е коцкање. Погрешни информации, да. Од прилика. Меѓутоа пред 2-3 дена дознав информација дека на OnlyFans трите најпопуларни и најмногу што заработуваат личности, да ги наречеме, се AI. Значи, не сум изненадан. Така да повторно доаѓаме дека е тоа све материјално нешто, дека и таа совршеност што ќе ја направи вештачката интелигенција од музика може да е совршена музички, технички, секако. Меѓутоа нема душа тука. И јас стварно можам да кажам. Дали може би на човекот му се убива душата? Да. За да не бара душа, да бара да се пропаѓа и да се слуша. Така е. И да се пропаѓа. Јас едно време на телефонот има вставено, например, како се вика она да исчезнуваат пораките, за да го вежбам мозоков. Аха. Затоа што не си го знаеме ни телефонот на памет, не си го вежбаме мозокот. И јас едно време го користев тоа, за да ми се исчезнат пораките од Viber, од што и да користам од апликации. И фокусот го губиме, немаме трпение. За да можам да памтам. И тоа ми беше добра вежба. Например, од апликации, јас апликација единствена која што ја нон-стоп користам е Duolingo. Не знам што е. Duolingo ти е апликација за учење јазици. Така да ако од следната година испланирам на португалски да водам емисија, и на португалски ќе водам емисија. Бидејќи учам португалски веќе 600 и нешто дена, секој ден. Пасош? Како? За пасош размислуваш како Елена? Не, зимата? не размислувам за пасош. Јас кога одбрав да учам португалски ме праша сите учат, например, германски, не знам, англиски, шо и да е. Страшно, кај дестинации се повеќе луѓе земаат пасош. Би отишла. Добро, да ги пораснам децата. Вака како те слушам во Рикверската враќам, значи ти си некако визионер и некако како да имаш интуиција за години однапред зашто да се подготвиме. Не знам дали, јас одбрав португалски, знаеш зашто? Зашто кога имав 15 години, кога слушав Радио Уно, тогаш првпат слушнав боса нова. Нема боли. И тука се заврши љубовта кон тогаш во мојата глава бразилски јазик, зашто од кај да знам јас тогаш дека тоа бил португалски јазик. Тоа би било бразилски. И јас кога открив, значи од апликации, за да губам време на телефон, најмногу сакам да губам на Duolingo, да учам португалски или било кој јазик. Мојот фан што го спомнав, он свахили има учено и има смувано девојка во Африка на свахили. Така да, сакам да кажам дека бенефитите може да бидат големи и од вештачката интелигенција, ако знаеш како да ја искористиш, најдобра да биде за тебе. Не е поентата во материјално, јас плаќам за тоа Duolingo. Да, интересно што човек всушност треба да знае некако да се менаџира и никогаш да не губи од рамнотежата. Значи се што е во умиреност, важи за храната, мислата, добро ќе помине. Во балансот е клучот. Значи, тоа го научив после многу години вежбање јога. Вежбам јога секојдневно, медитирам. Ја спомна јогата, значи со тебе нема крај, ма морам да те прашам, ти беше и во Индија на Гоа. Да. Какво искуство е тоа вака предај да се појави? Вон временско би рекла искуство, затоа што јас одлучив да отидам некаде далеку, сама, на одмор. И отидов 2003-та, 2004-та, дочек за нова година беше тоа. Сама потполно, луѓе ми зборума, кај ќе одиш, знаеш ли, свесна си. Кај си тргнала со тој, јас решив и на мајка ми кажав, мамо, јас сакам да одам за Индија. Значи, жената ме погледна и вака ми рече, знаеш што, возрастна си, голема си работиш, си зимаш плата, оди кај сакаш, од мене пари не барај. Така ми рече. Траума само пари. Значи, и така и бидна. Немав појма
сега од овој аспект преќе го одберев Бразил, да речеме, заради португалскиот. Зашто отидов во Индија, Господ знае. Во сега слушај. Вело дека Индија трансформира ги. Трансформира. Јас од Херман Хесе, Битлс и сите едни ќе отидат, други ќе се вратат. И јас така. И јас така се вратив. Да се разбереме. Кај да отиде човек сам на светов 15 дена, ќе се врати трансформиран. Јас сум во тоа сигурна. Јас со моето одење во Индија 15 дена сама, запознав јас таму многу луѓе, да се разбереме. Меѓутоа, кога си сам со себе, во тишина сам со себе, каде што не се зборува твојот јазик, па не можеш да се разбереш така лагодно со луѓето, те тера многу подлабоко да навлезеш во себе што сакаш и како сакаш. Таа Индија мене ми отвори како да ми ги отвори чакрите, ми отвори многу работи да увидам на поинаков начин. На поинаков начин едноставно. Препознатливи се по среќата која што носат радоста ја носат. Еве ќе ти кажам, во јас себе, иако еве и најбогатите најсиромашни. Значи да се разбереме, до Индија, до 27-та моја година, јас исклучило носев црни панталони, црни фустани, црни мајци, црно. Од Индија, кога се вратив, јас во вакви бои се шетав. Јас почнав бои да сакам. Еве, банално е можеби. Ги менува можеби боите на душата? Банално е можеби, меѓутоа јас од кога се вратив од Индија. Како ќе одиш сама, најчесто се мисли на безбедност. Па еве така како изгледа кога девојка ќе тргне за Инџа. За Инџа со црвена дреча во црвена коса. И те пипкаат и ти викаат is your hair real, madam? Да, многу се, хајде ги наречем агресивни во смисла на тоа кога ќе те навјасаат, не те пуштаат. Не те пуштаат. Ама еве од аспект на безбедност. Како ќе Па јас едноставно не одев таму каде што не би одела ни овде по улички сама. Значи секаде си правилата. Јас стварно немав проблем со безбедност, цело време бев окружена со луѓе, иако таа навалентност кога сакаат да ти продадат нешто, а башка многу сакаат да се ценкаат. Јас се сеќавам 31 декември во тоа селото Анџуна, постои некој Анџуна маркет, и секогаш е во среда, и тогаш беше среда, како и сега што е среда 31 декември, и со двајца момци од што летавме заедно, они беа од Холандија. Кај ќе идете вие денес на Анџуна маркет? Да дојдам со вас, да дојдеш. И отидовме на Анџуна маркет, индиците сакаат да се ценкаат, а овие европејциве не знаат. Чекајте, викам, јас сум тука. И да речеме, фасцинантно беше што и јас, они ќе ми понудат цена, јас им спуштам цена и, а овие странциве, why? Чекај бе, они уживаат, ова е уживање. Навежбани сме. И едноставно, Индија ми беше многу ново и поинакво искуство. Многу ново, многу поинакво. Јас од таму кога се вратив во Скопје. На маст. И сончево беше во Скопје тогаш и рече бебо, леле, бебо, сонце ни донесе од Индија. Ми се смени животот. Како? Не знам да ти кажам, ама кога си сам со себе, кога си 15 дена сам со себе и со своите мисли, да, имаш ти луѓе некакви околу себе, е најголем благодет. Кога фокусот е практично така на себе. И мислам дека тие лекции што ги учиш сам со себе, не можеш да ги платиш. Многу коштаат. Многу лекции научивме од тебе денес, ама таква си. Те сончева си прети по Индија, кој те знае, не случајно тука во Тилма се израдува кога те видоа. Во Тилма Тоа беше многу краток некој период, бидејќи работев и во Класик FM и тогаш се вика... Сакаш да ми кажеш дека во тие твоите 20 години, 20, беше тука, па дали знаеш колку ти се зарадува? Дали е според тебе многу важно како што е да си диџеј, водител и уметник и музичар, што ги дае во животот, да бидеш автентичен, за да те паметат и кога еднаш ке те видат или барем за кратко, па и по 20 години? Дефинитивно е тоа многу подобро од материјалното. Најубавото. Реакцијата на луѓето.
Како викаше Фром, да бидеш или да имаш? Јас сум сепак да бидам. И да имаме, и да биде. Може и да имам, значи не, сепак автентичноста ми е многу побитна. Затоа што можеш да имаш се и да За бидеш. автентично секогаш ќе имаш. Така е. Тие врати не се затварат. И сигурна сум дека универзумот има убави планови за мене и за сите нас, ако препознаеме што сака нашата душа. Благодарам што твојата душа ја сподели со гледачите на Хоризонт Тилма. Со тебе човек може да бесете до несвестување и без да знае дека всушност ја изгубил физичката енергија, ама уште сака. Ти благодарам Тина што ме покани, многу ми е мило што дојдов во Телма после многу години. Истите тие ходници, многу луѓе видов кои што се драги, кои што се од јас така викам од претходниот живот и Студивцево е преубаво, уживање беше да се разговара, а како што и сама рече, ние можеме вака до бескрај. До бескрај. Фала ти за денешното гостување. Нема на што, секогаш.